Благодарам, председателе. Се овам процедурално по однос на два члена од деловникот. Првиот е член 94 став 5, кој што вели дека доколку координатор или заменик координатор на пратеничка група не присуствува на седницата на работно тело, за неправилна примена на деловникот може да говори само еден член или заменик член на работното тело. Вие тука го прекршивте деловникот со тоа што им дадовте процедурално да се пријават и член на ова матично тело од Европскиот фронт и заменик координатор. Истото го направивте и со колегите од СДСМ. Двајцата, тогаш еден може да се јави, не може двајцата, ова ќе испадне кој како сака и кога сака. Така да кога зборувате за демократија, вие како представници на СДСМ и на ДУИ, мислам дека се уште не сте прилагодени на тоа дека демократија е во парламентот да се биде и опозиција, не само власт. Во време на власта, почитувани колеги, се случија огромни трагедии. Кулминација е она што се случи во Кичево. За жал, вие сакате да профитирате во Кочани, се извинувам, во Кочани. Тоа е кулминација на вашата така наречена демократија во време на ваше владење. Кулминација на вашата бахатост и непочитување на закони. И сега кога првпат се отвори законот и се листа член по член и се повикуваат луѓе на истрага, никој не е обвинет и никој од овде никого не обвинил. Се води истрага. Сега вие овде реагирате и ви текна вам во сред истрага, кога има преку 50 осомничени за овој случај, вие тука да барате надзор на расправа. И ВМРО, ДПМН и коалицијата апсолутно не се против надзор на расправа, но тука да ги вметнеме и оние случаи кои што се случија во ваше време. Модуларната болница ве подсети колегата Халил Снопче, па вие кворум не правевте. Сега сте опозиција и ви одговара. Знаете вам што не ви одговара? Вие сакате од това да повикате на етничка поделеност во општеството. Ако има закон, законот подеднакво важи за сите. Ако има деловник, деловникот подеднакво важи за сите. Оној момент кога истрагата ќе заврши, тогаш ќе се договориме да направиме надзорни расправи и за модуларната болница, и за Бесатурс. А да не ги споменуваме никој како да не сакате, особено колегите од СДСМ, она што се случи со вакцините за време на ковидот и кој профитираше. Помина времето, колеги, на профит и на врски. Кочани е само кулминација на вашето бахато владење. Кочани се случи тоа што не требаше да се случи само заради вашата бахатост. И точно во Кочани не влезе убиец во дискотеката да ги убие луѓето. Иако во ваше време и убици и на убици им се простуваше. Кочани е резултат на вашата бахатост. И ако никој од вас не чувствува вина, како што сите треба да чувствуваме вина за она што се случи во Кочани, тогаш вие навистина сте само профитери од вакви несреќи. Мислам дека не е време сега ние да се расправаме и овде докажуваме зошто веднаш после несреќата во Кочани ова собрание не отвараше вакви седници, еве токму заради тоа. Затоа што вие очигледно сакате да брцате во раните на луѓето. Очигледно кај нас во православната вера 40 дена се молчи во сите домови каде што починале луѓето. За жал сакате да профитирате. Надзорна расправа, колеги, да, но и за модуларната, и за Бесатурс, и за вакцините. Некој профитираше од тие вакцини, сега што е лидер, и тогаш да се најдеме тука сите и заедно да дебатираме.